Благодарам, почитувана председател, ќе се надам и јас нема да бидам прекинан за доколку го прекочерам времето. Благодарам. Значи, вака, она кое што го кажав и во својот говор, го гледаме и во репликата. Зборуваме за мигранти кои што ги нема, кои што нема да ги има, и се распрсна како меор од сапуници. И тоа обидна опозицијата да наметне страф и паника кај јавноста. Зборуваа за 1 милиарда евра буџетска дупка, допред само некој ден, сега зборуваат за 500 милиони евра, после неколку дена ќе зборат за многу помалку, и таа лага им се распрсна и ќе им се распрсне, како и секоја лага до сега, впрочем, тоа стана заштитен знак на оваа опозиција. Јас морам да укажам на колегата Митики дека во ова собрание нема ниту ученици, ниту учители. Ова собрание има избрани представници на народот и представници на владата. Може би се уште го носи сеќавањето од времето кога СДСМ било на власт, колегата бидејќи министар, тогаш да имаше овдека учители и ученици, и кога доаѓаа овдека министри, пратениците на СДСМ им се тресеа и не смеа да изуцат ништо и гласаа како ученичиња се она кое што ќе им биде наредено, така што за среќа тие времиња се минато и повеќе такво нешто нема. Јас само можам да кажам дека е добро што со мојата дебата ве поттикнав да го прочитате рамковниот договор и самите да си ги видите условите под кои се зема овој кредит, нешто кое што претходно не го знаевте и го говоревте дека како документ не постоел. Ви благодарам.